Оваа епизода на Скратен корнер ви ја возможи Хајнекен, пријател на Лигата на шампионите на УЕФА. Здраво! Дали се гледа дресот на камера? Се надевам дека се гледа. Добре дојдовте во уште една епизода на Скратен корнер. Полека ставаме некако крај на сезоната и гледате дури расположението се качува вака секаде на панелот. Мислам дека има дел до тоа што ја ставаме сезонава при крај малку ќе одмориме, а има и дел тоа што фудбалски стварно не служеше среќа на нашите тимови, барем последниве неколку месеци. Но пред било што, имам чест и задоволство уште еднаш, 33-ти пат мислам дека оваа сезона да го поставам прашањето. Момци, како сте? Одлично, ми даде преска на апарат и не се сезам. Може да се сеча, не, или не мора, не, се шалам, одлично, сум, бевме сведоци на финале, гледавме во Пивара, нели, беше убаво, добро друштво, добри екипи, викендов се помина убаво, Вердер во прва лига, тоа веќе знаеме одамна, ама само се фалам, ништо друго. Бо добро, тоа е тоа. Беше редно време. Тоа е тоа. Или што не гледале фудбал уопште. Да, исто и тоа. Ви благодариме и на вас. Мислам, се надеваме дека сме забавни за тоа. Да, девојките ми се најдобрите фанови нешто. Нека ви има повеќе. Нека ви има повеќе. Хамба, како си помина ти и под прашање имам нова. Дали Владко ти ја врати мајцата? Да, ми ја врати мајцата. Знам дека саботава беше жустро Неа миристов рече дека е перен. Одиме на поверење, се веруваме едни на други тука. Ја исправ, па са... Добро. Со овие 10 прсти колку можам. Така си. Со овие две руки. Да. Кој што рековме, бевме на гледање на финале во Пивара. Па така сум, еве, фантастично. Ја не можам да се стрпам за да почнам да кажувам. Така сум, окей. Па така сум, да. Бевме на гледање на финале во Пивара Скопје, благодарение на Хајнекен, поздрав до Хајнекен Македонија, поздрав до Пивара Скопје, фала ви што ни овозможивте да бидеме дел од таа вечер. Што бевте храбри. Што бевте храбри да ни дадете шанса, да. Јас си поминав супер, искрено, мислам целата вечер ми беше некако многу доживување, многу повеќе од гледање на обично финале. Бевме некако нели технички домаќини на вечерта, пробавме да ги воведеме луѓето во тоа што се случува, зашто е толку таа вечер важна. Ни дадоа шанса Хајнекен, искористивме за разлика од Ливерпул. Почнавме. Да, гледам дека сме нестрпливи да збориме за ова. Некако да. Како што е традиција, секој пат кога има некоја голема утакмица, социјалните мрежи пукаат од содржина. Па ние обработуваме многу добра содржина од Твитер, би сакал да се префрлиме кон неа, пошто финалево беше бомба. А познавте од насловот и знаете за што ќе зборуваме. Финалето во Лигата на шампионите 2022, Реал Мадрид против Ливерпул, Реал Мадрид како шампион. Тоа е она кое што ќе го обработуваме во оваа епизода. Бидете така. Знаете како е обичајот? Почнуваме со што се. Во овој издание што се твита имаме нов хаштаг. Јове речи. Не знам дали се запознаени, али Јове владее со претпоставките, односно со неговите предвидувања. Владче ни е тука за статистика и за анализи, ама Јове точно ги погодува очекано утакмици. Си кажа човекот уште на време да не го отпишуваме Анчелоти, уште на времето сега со ова што ќе оди, мислам дека ќе оди како видео. Има линк за луѓе да се отворат или што каже Јове. Апсолутно ќе има линк. Минатава епизода се што снимавме, знам дека ти ја пропушти, се што снимавме, се што кажа, се погоди Јове. И некако финалево беше неинтересно за гледање, пошто он ни го споилна уште пред да се случи. Ја пропуштив, мислав, не снимав, а ја гледав, да, и секоја чест Јове рече веќе 2 години хаштагот на социјални мрежи.
Си гази, Свака час. си гази. Пробавме да се фокусираме во минатата епизода баш на ова, дали нешто ќе успееме да погодиме. Мислам дека доста голем дел од работите, од предвидувањата погодивме, можеби не резултатот, исходот самиот не беше барем од моја страна и од твоја страна. Да, ама Јове, да, тотално. Со изборот на играчи, со измените, со резултатот, со начинот на игра, со тоа со кој ќе излезе Човек да си Анчелоти, помисли дека фон на тактиката. Реал, не на Тотенхем. Човек да си помисли дека тој му ги шепка инструкциите на Анчелоти, остај ти друго. Каква е таа конекција? Каква е таа конекција? Ме изненадија едни наши момци локални што Да. беа во Париз. Дечките свака част. Момци, фала ви, Браво. фан клубот на Реал Мадрид од Македонија, Пења Мадридиста МК, поздрав до вас, фала ви што не гледате и фала ви што ни пративте слики, се надевам дека убаво си поминавте, пошто ова е историска вечер. Мислам, се помалку за Реал е историска вечер кога ќе освои Лига на шампиони, некако секој дневно име, ама. Да, ко фан на Барселона, искрено ви честитам поради тоа што те не заслужена титулата. Свака час и се надам дека барем пол од вечерта не ја памтите. Пошто иначе зашто сте били уопште таму да гледате финали по вашиот тим. Следниот твица не совисто на финалето на Лигата на шампионите. Нешто со кое што мислам дека дечките нема, што беа во Париз нема да сложат. Тоа е изјавата на Шкот, кој што е верен фан на Барселона и вели дека насреќа ја добил таквица Реал, со кое што ја лично на пример не се сложувам. Диречно не се сложувам, поради тоа што стварно Реал се издоминира, тактички изигра перфектно. Анчелоти точно знаеше што прави. И нели ќе вработува малце повеќе целата такмица и што се случи во финалите подоцна, но Шкот брат. 14 пати среќа имаат овие. Многу пати некако последни 8 години им се деси среќа да имаат, Да, разбираш. Како ургираат на сите места, брат, како стасуваат. Имам мислење на оваа тема и затоа сакам да ја издолжиме вака на малку подолго и да го посветиме муабетот на неделата баш на тоа. Финале Лига на шампиони, Реал Мадрид против Ливерпул, 1:0. Винисиус Жуниор. Дали Реал имаше среќа, дали Реал беше поискусен од Ливерпул или дали едноставно Ливерпул ја испушти шанса, како што кажа Владко на почетокот, ќе го знаете во муабетот на неделата. Дотогаш пијте Хајнекен, испраќајте кодови за наградната игра, учествувате бидејќи слушнав од многу луѓе дека добиле многу награди, стварно искористете шансата. Не бидете Јерген Клоп. Добро. Ајде, Јове, на чие место сакаш да дојдеш? Посебно возбудлив момент, бидејќи мислам дека вака четворица не сме се собрале од трейлерот кога го снимавме за втората сезона, така? Мислам дека добро памтам. Тука да. Тука дефинитивно немаме снимано четворицата заедно, ама ова е посебна тема. Ја завршивме сезоната, го поминавме финалето во Лигата на шампионите, кој што го гледавме нели во Пивара Скопје, заедно со Хајнекен и заедно со вас, неколку умина среќници кои што се пријавија на време и добија карти за таму. Реал Мадрид 1:0, голот го постигна Винисиус Жуниор на една мала грешка, ајде да кажеме, на одбраната на Ливерпул и тоа беше тоа, со тој гол се затвори финалето. Реал Мадрид 14-та титула, Ливерпул мислам дека 10-ти пат се обиде, не успеа да ја освои 7-та титула во историјата. Сега, Хамба го најави точно ова, со еден твит на Шкот, поздрав до него, фала што не гледаш. И во живо не гледаш што се друго. Ама твитов моравме да го истакнеме. Вели, битно Анчелоти пак излезе тренериште. Тоа што прими 20 шута во гол, према 2, ќе се твита 15 минути и ќе се заборави. Викнете му во скратен корнер да образложам зошто. Викнат си, ама прво ме интересира мислењето на овој тука панел. Дали Реал Мадрид имаше среќа? Владко, сакам да почнеш ти. Да. Дали имаше среќа? Нормално како послужи среќата. Играта беше очекувана, како што знаевме сите, ка Реал Мадрид, како и во претходните надпревари, односно во двомечи, им ја оставаше топката на противниците. Ливерпул имаше, нели, поголем дел од посредот, креираше шанси, не ги искористи. Очекувана игра, не очекуван резултат според мене. Подобра спремност тактичка имаше Анчелоти од Клоп. Измените ги погоди сите. Камавинга, кога го внесе, издоминира, прекина многу топки. За разлика од Клоп, кај што беа очекувани измените, се знаеше дека Диас
ништо не игра, мораше да го смени, мораше да внесе некоја свежина, меѓутоа измените ништо, буквално ништо не направија, така што би рекол малку среќа, меѓутоа повеќе тактичка надмок. Добра подготвеност за финалето. Имавме уште еден одговор на она што го зборувавме за Јове претходно, дека го погоди финалево и дека предвиде како Реал Мадрид ќе одигра тука. Од The Keeper, поздрав The Keeper, знам дека не пратиш од неодамна, ако добро памтам, вели не се најде ниту еден јунак од нив, многу дека сме погодиле, ама не се најде ниту еден јунак од нас да признае дека Реал Мадрид имале среќа. Јове работава со среќата, ги прати Реал цела сезона. Ама имам чувство дека не се сложиш. Па да, нормално, има елемент на среќа, меѓутоа сега ако дозволи Киперев, јас ќе му поставам на него па и дополнителни неколку прашања. Баш го земав она здрепката на претходно како стигнавме до ова финале. Ако сме со кратко паметење, нема да ќе заборавиме на Ливерпул Интер на пример, затоа што Интер во втората утакмица не ги издоминира, меѓутоа 2-0 беше првата, втората 1-0 со така за малце нели помина. Да не заборавиме еден Ајакс кој што заврши со без ни еден пораз во групата, па со Бенфика сосема изненадувачки на среќа не помина понатаму. Јувентус Вилјареал во последните 2 минути Вилјареал му даде 2 гола на Јувентус дома, ако знаете. Среќа е тој или не е среќа, еве тој нека ми каже. Салцбург Бајерн беше прилично чиста што предвидовме. Понатаму Атлетико Мадрид Манчестер Юнајтед. ПСЖ Реал, повторно имаше тука елементи на среќа. Бенфика Ливерпул, Вилјареал Бајерн Минхен. Значи сите утакмици доколку ги погледне убаво наназад, сите беа со елемент на среќа. И веројатно јас видов прилично коментари сега на прилично повреден Јегоа, као само ние сме имале титула со целосна доминација или некоја таква работа, меѓутоа за таква работа да кажеш во фудбалот е малку не знам. Секако е кој не играл фудбал не може да и да не си играл, односно и да си играл, знаеш дека е составен дел на фудбалот, нека е 5%, нека е 10%, нека е друго талентот, нека е другото работата. Меѓутоа треба да си во таа позиција, треба да ги знаеш сите ауткоми. И она што ќе го кажам за во финалево, и можеби како она што ми беше проблем за Ливерпул во последниве 2 до 3 недели, и покрај тоа што ги зема многу играчи, и Луис Диас, и Жота, и нели Мане ги има, и Салах, они не ја сменија играта. Никој не ја промени играта. Кога Луис Диас во претходната утакмица ја промени играта, е затоа што играше полутка лево и затоа што не играше на тие позиции кај што играат овие четворици и си се заменуваат еден со друг. Тоа значи дека доколку им ги сечеш крилата Робертсон и Арнолд, во случајов Робертсон, уште додека бевме, додека ја гледавме утакмицата, вие скоментиравте, сите скоментира дека он е тотално одсечен од утакмицата. Второ полувреме го почна со погрешен пас, им ја земаа топката па направија оваква шанса Реал. Така да, како да им беше целосно прочитана играта на Ливерпул и они осетијат, не мог. Минимум 2 до 3 подавања видов на Арнолд, алиби подавање што беше излегува во корнер. Кај Реал не видов, затоа тоа така изгледа, затоа што нив им беше кажано, ако немаш каде да ја додадеш топката, нема алиби пас да додаваш само нанапред да биде или било како. Сите беа со дупли пас изиграни Винишиус со Бензема. Бензема дури една на 60-70 минута, знам памтам, му изведа од аут и имаше топката, немаше кај да изигра, ја удри во играч еден што му удри во ногата, излезе во аут и се сврти назад на играчите и им викаше зошто никој нема за да изигра дупли пас. Значи пази ги кара затоа што не му се тука доедени за они во ниту еден момент не шутна, ај како само да се шутне напред. Кај Ливерпул тоа го видов па од Арнолд 3 пати и од Робертсон сигурно еднаш 2 пати, така да минимум 5 до 6 од тие обиди беа онак колку само да се проба. Се согласам со Јове, само извини што кажа дека Ливерпул не прави отстапки од играта, бековите скроз беа отсечени, слободните удари, корнерите беа као медиокритет е многу голем комплимент за тоа што го видовме. Бековите беа тотално отсечени, позади многу простор остава, цело време ги поминува и еден факт забораваме дека Ливерпул во трето финале година не постигна гол. Тоа е малку малку клуб треба да се запраша. Па на пенали освоја со Сити.
И со Челси? Среќа? И со Челси? Среќа? Не, Реал не може да кажеш дека Реал насреќа од полуфиналата, поради тоа што Реал сите нокаут, целата нокаут фаза изигра така. Реал не играше на среќа, Реал играше така. Играше со таква игра и тоа беше се тактички припремено за така да излезе на крајот. Јас сум искрено многу не можам да кажам изненаден, ама пак не изненаден од играта на Реал, туку изненаден од Клоп. Поради тоа што Клоп беше можеби премногу самоуверен и излезе со истата тактика као окей, ние сме премногу јаки за да они можат со било каква нивна тактичка поставеност да ни ја уништат играта. Ние сме Ливерпул, сме премногу јаки, што досега беше така. А на ова не помина кај Анчелоти. Анчелоти е тренер кој што претходно го дискутирано на панелов, е секој што се прилагодува на играта на противникот и се прилагодува на секој противник. И успеа да докаже тоа и овој пат во финалето. Ја бев зачуден. И воодушевен во исто време од тоа како го постигна да ги исклучи нивните бекови од игра. Она што е најголемата закана на Ливерпул, пошто има брзи бекови, даваат точни топки. И очигледно свати дека не е битно да ги исклучиш тројцата напаѓачи, битно е бековите да ги исклучиш, па после тоа е многу лесно да ги заглавиш во гужвата овие напред. Тоа го направи и секоја чест не е среќа. Не е среќа. Тоа е така. Мислам дека ригидноста на Ливерпул, тоа што не се решија да имаат слобода. Не се решија да му дадат на Салах слобода, не се решија да му дадат на Мане слобода, особено на Луис Диас. Луис Диас е играч кој што може да полуди доколку има слобода. Немаше слобода воопшто на надпреварот, мислам дека Клоп полека почнува да се претвора во оној пеп мајндсет, каде што ги затвара играчите се додека не играат само по шаблон. А шаблон многу лесно се прати. Тоа се види кај Диас, се блокира со Роберсон цело време напред, као не се уигрува, не се користува, као обично Диас научен е да влегува во средина, се не видов ништо такво, центар шут никаков не видов, саглам ништо. Као и Пеп ме изненади малку, не знам, Клоп. Да, Клоп, па и Пеп исто, да. Многу чудно, се знаеше сите викавме нели дека Ливерпул ќе има иницијатива топка, нели зборевме дека што побрзо даде Ливерпул гол, тоа е подобро за него, што како ќе одминува времето нема да биде лесно за нив, така што до толку да бидеш надмудрен од еден Анчелоти, не знам, Реал Мадрид секоја чест ниеднаш не беше фаворит во нокаут фазата, само со Челси беа исто шанси им дава аутсайдер со Париз, со Челси изедначени шанси, само заради тоа скандалот што беше со Челси, инаку Челси ќе беше фаворит. Да. Со Сити аутсайдер, со Ливерпул исто аутсайдер голем според обложувални ценили. Тоа е стварно една од најпоценетите титули на Реал Мадрид тоа. Човекот ги победи најголемите тренери моментално, Да, и Пеп Гвардиола го победи Тухел, го победи Клоп. Видов имаше едно дека во групи два пати го победил шампионот на Италија, Интер нели? Да. Во смина финале шампионот на Франција и првиот, тоест не беше шампион, него првиот фаворит за Лига на шампиони со Меси, Ембапе и Неймар. Шампионот на Англија, Сити е шампионот на Премиер Лига, шампионот на Лига на шампиони и првиот фаворит за титула Ливерпул и еден од најдобрите. Не Ливерпул, туку победникот у Карабао куп. Да. Носителот на трофејот. Така си беше, значи, да, честитки. Честитки и за парадата, честитки, стварно беше добра као за тие два No трофеи. disrespect, сигурно имаме фанови за Ливерпул, Не, така шо беше на твитот, така беше твитот. Кога сме веќе тука, јас бидејќи го фаворизирав и кажував низ епизодиве дека Ливерпул за таква екипа како што се, критиката е дека баш со Тале кога реков дека не би се сложил, дека само се подобри, дека не беа добри кога не им играше Ван Дајк. Гледав еден подкаст сега каде што беа гости Карахер, Тиери Анри и Мика Ричардс, каде што Тиери Анри им кажа дека повторно се на Ван Дајк грешкиве и дека ги стави како се вика другиот одбранбен што играше Конате, дека го стави тој во него непријатна позиција, бидејќи доколку
Ван Дајк не беше горе и изиграваше нешто балет, не знам некако тој потек кој беше убранен, видовте така со наназад дека проба да ја брани. Конате немаше да биде централен бек и Конате беше ставен во позиција дали да иде на втора статива каде што летува Винишиус или да го држи централниот кој што беше Бензема во тој момент. И он ја избра таа што е вика природна позиција, ја ќе останам да го бранам Бензема и одеднаш се најде изненаден од Винишиус дека му дава гол. Меѓутоа у секој случај алоцираше грешката на кај Вирџил ван Дајк, со тоа би се сложил тотално вон позиција на 2 до 3 пати ги најде, као да не беше он тука за финалево. И за мене потврди кажуваат дека Конате има најдобра оценка од Ливерпул, од цела екипа на Ливерпул. И уште еден факт Ама не се природни, они у сезонава колку пати да играа заедно некако. Играа доволно, меѓутоа да, ги ротираше цело време Матип и Конате, а Ван Дајк беше стандардниот играч. И ни беше дилема кој ќе го стави, како ќе го стави. Тоа го дискутиравме во минатата епизода. Малку исто изоставивме да кажеме дека малце беа потресени играчите на Ливерпул поради фактот дека Мане знае дека Мане веќе ќе го напушти клубот и клуб нели даде изјава дека не е тоа проблем. Имав таква ситуација со Марио Геце 2013 исто пред финалето, ама изгледа проблем пошто исто изгубија као од Бајер Минхен, така да игра им преголеми влијанија, има повеќе работи. Не може да се каже дека има среќа Реал Мадрид, као тоа ако беше прашањето. Голот на Реал Мадрид падна од аут, не знам дали го приметивте тоа. Да, приметивме. Винисиус му избега на Арнолд и ги фатија во многу неспремна позиција. Искрено до тој момент мислев дека на Ливерпул најдобар играч во тоа финале име Трент Александер Арнолд. Влезе и во шанса, влезе и во неколку центра шута и тоа е мој личен впечаток. Другите некако не гледам дека многу пробува. И ова беше прво напад. Да, не беше толку останат во напад, меѓутоа моментот што сакам да го приметите, побарајте го хајлајтсот ако сте сега при компјутер, нели ако ја гледате епизода, веројатно сте. Побарајте го хајлајтсот и видете го движењето на Винисиус Жуниор како упорно пробува да му биде позади грбот на Александер Арнолд за да не го оставе во видна зона. И едноставно Арнолд не може да види од каде му доаѓа Винисиус Жуниор и затоа прима гол на втора статива така смешно, комплетно отворен и сето тоа, бидејќи тој не ни сваќа дека има играч позади него. Тоа не беше ситуацијата само со Арнолд, такво исто и со Робертсон, кога видовме Бензема кога дава голот, нели го прегруваат Бензема, десно Валверде беше скроз слободен зашто Робертсон има дупка како четвртина од теренот. Празна е како за крилата на Реал Мадрид и тоа бековите потврлија страшно. Ми се допадна оваа работа, ајде тактички малку ќе влезам иако можеби нема да им биде интересно на дел од публиката. Што направи Анчелоти со бековите, а што направи Клоп со бековите? Обично бековите на Клоп се оние кои што го предводат нападот, као плеймейкерите на екипата. Анчелоти му ги помести бековите на поширок. Значи го залепи Менди до левата аут линија, го залепи Карвахал од десната аут линија и го расшири целиот тим. И Робертсон стоеше не чувајки никого некаде на средина во неговата зона. А тоа е премногу едноставен тактички потек, само им вели да се тргнат пошироко. Мислам фантастично изменаџирано финале од Анчелоти, како што веќе сум навикнат да го... Карвахал мислам дека беше најдобар поединец кај Реал Мадрид, освен Куртоа, нели, пошто мислам дека ги буквално ги затвори и Диас и Робертсон. Неверојатно, значи да го имаш Валверде, пак ќе речам детиште, Карвахал да ти трча до толку да гине за екипата, овие што се значи легенди буквално Тони Крос, Касимиро, толку пожртвувани и се, а да му даде на Валверде таква една поле пршава задача да има слобода од лево, од десно да влегува, да се средина да си трча во улога во нападот и така натаму, знаеш, тоа се гледа дека сите се за тимото, Да, ја баш со Кире го зборевме, тоа викам Валверде не игра ништо, нели, напред не помага, Кире вика тоа му е задачата и стварно така испадна. Тој асистираше, толку им требаше една шанса, се искористиме голото. Назад помагаше многу. И да не заборавиме Реал дека даде уште еден гол, што чист. Да, и тоа е отворено за дилема. Да, се одбија од Конате, мислам, не од... И ја мислам дека е вратена од нивни играчи, ама окей. Така се чиниш. Да, јас тоа го читам како е пример, ако би бил судија, сметам дека таму Валверде направи притисок на играчите, па заради тоа би го досудил како офсайд. Меѓутоа, да, фактот е дека таа топка се одби од Конате, а не се одби од играч на Реал Мадрид. Ама нели пасивен офсайд, не се суди веќе пасива, нема да упир се топкан реално. Кој знае? Па не.
Да, Океј. се сложувам и со тоа, се сложувам и со одлуката на судијата, мислам дека за да биде поинтересно, окей беше одлуката на Не, судијата. затоа што викаат среќа, значи ја не би рекол дека Реал имаше среќа, него овој пат Ливерпул ептен немаа среќа, ама би рекол повеќе лошо дека изигра у одбрана, а и у напад ништо не беа Надмудрен сјајни игра. конкретни. Општо цело такмица лошо Да. изиграли. Значи прашање на среќа е Немаше нивна од што тимот не е што 2-0, а не 1-0. Што ќе ни остане како главен впечаток од она што го изгледавме нели овие 90 минути во Париз. Ајде јас ќе почнам. За Ливерпул мислам дека ова им беше еден добар wake-up call, да се освестат малце и да сватат дека не се богови, пошто оваа сезона почна така некако да се однесуваат. Не само они, но и играчите нивни. Квадрупол ова она. Да. Свака част дечките стварно изигра многу јака сезона и се тоа, но можеш да се правиш голем на крајот од сезоната кога ќе покажеш колку имаш освоено. Со два купови ништо не правим. А за Реал, тоа кој што го кажа би настанот што беше во Пивара, иако су фан на Барселона, многу ми се допаѓа оваа сезона поради тоа што го имаат тој свек. Го имаат тој момент на момци се, дечки се, супер се, добро играат, имаат одличен тренер, имаат истото го спомнав и таму, значи немаат во тимот не се осеќа ароганција, имаат дрскост, ама немаат ароганција. Во многу такмици влегува како андердогс, влегува како не беа фаворити, што е нели не својствено за Реал. И во сезона кога што имаат реално транзиција, успеа да освојат Лига на шампиони и домашната лига да ја освојат. Немаа среќа нели во домашното, тоест во купот, пошто пети стварно на прејаки. Така е, И- така е. Да, тоа е тоа што имам да го кажам и се радувам на борбата што ќе следи во следната сезона во Ла Лига. Пошто и Барселона се нам ќе се засили и Реал е исто така многу јак, така да најдобрата лига во светот оваа година изгуби од Реал Мадрид. Од најдобрата лига во светот, точно. Што имам? Чекај, ти ќе кажеш Да, пак или сакав јас? да кажам на кратко дека тоа прашањето беше што научивме од ова финале, но тоа е дека прво Куртоа е во топ 3 голмани во свет. Прво што се против. Да, англиски новинари Да, и ја бев лани бев дека не е во топ 3, баш имавме една дебата со дружескиот Твитер, он викаше дека е топ 3. Оваа сезона Поздрав, Патrik. со Париз од кога ги изгази надале, мислам како се двоеше требаше да пушти топ 3 дружески. дефинитивно, да умртви игра со бурек од цигарет. не им требаше, не им требаше. Тоа Куртоа дека е топ 3 голмани во моментов. Второ, никош не треба да се отпишува Реал Мадрид, сите го отпишувавме уште по ждрепката со Париз и со наредните ждрепки. Трето, дека Ливерпул, или екипа како Ливерпул, да бидеш активен на 4 фронта, има 62 надпревари има пред ова со Реал Мадрид, 63 надпревари им беше. Сите ги играа со јако темпо, сака сегде да бидат конкурентни, меѓутоа не беа способни со таков ростер. Требаше повеќе ротации. Евентуално некоја таква екипа би била Манчестер Сити во Англија, пошто Ливерпул на пример имаше 28-8-2, два порази само и пак не беа доволни за прво место. Освоија два купа, нели, што најниска вредност има од овие 4 титули што ги брка, меѓутоа треба повеќе да калкулираш со играчите и со повеќе Јас ќе главочина да има тимот треба. Не може да има само 4 напаѓачи, односно нели 3 има до сега и Диас на Да. полусезона го зема. Не успеа да ги вклупи некако другите Ориги, Фирмин. Јас ќе кажам една интересна, што ми беше мене интересна оваква констатација. Како инвестициите на Леброн Джеймс, дека е едини спортист кој што има направено милиарда преку договори спортски и преку ендорсменти од реклами, Активен. активен и се уште. И моментално дека тежи околу 850 милиони, меѓутоа као не е само толку добар, туку има и интересни инвестиции. Во тие интересни инвестиции се многу паметни му една инвестиција која што има стајано во Ливерпул и собствениците на Ливерпул кои што се американци кои што имаат и бейсбол клуб и така кои што е интересно пак тежи повеќе отколку Ливерпул, меѓутоа тоа ме наведе да го читам Ливерпул што се случило во последните 20-30 години од клуб кој што секако беше голем клуб, не може да порекнуваме тоа како име, меѓутоа од десетици милиони, стотици милиони да сега прераснува во последните години клуб кој што тежи 4 кусур милиарди, кој што е веќе на самиот врв на светскиот фудбал. Веројатно тука 5-6 екипи се над 4 милиарди кои што тежат.
така да они се тука за да останат, веројатно резултатите ќе бидат конкурентни да има овакво, ќе бидат и наредна сезона како што најавија конкурентни. Мислам дека ќе им успее тоа, доколку повторно им се случи тоа да ги уклопат овие двајца играчи и малце од малце клуб почне да менува формација и да прифати дека има и друга игра осим таа неговата Гегенпрес 90 минути. Да, значи можеби е веќе време да созрее и да каже окей, за некој надпревари некогаш треба и полабава игра и смена формација и така натаму, така да се надевам дека ќе созрее, мислам, кој сум ја да зборува за клуб, дека ќе созрее, меѓутоа дека ќе ја прифати и таа работа што видовме кај другиот тренер од Реал Мадрид, Карло Анчелоти. Видете, Ливерпул мислам дека се баш тука за да останат. Мислам дека полека го земаат она место кое што изминативе 10 години го имаше Челси во европскиот фудбал, односно секоја втора или трета сезона да бидат конкурентни за титула и можеби да ја освојат и редовно да стигнуваат до многу далеку во европските надпреварувања. Видовме дека Челси во 2 години кога не им успеа да стигнат далеку во Лига на шампиони, ја земаа Лига Европа. Значи беа фокусирани према титули, мислам дека Ливерпул ќе го направи истото. За нив нема надпревар кој што не е вреден за играње. Дали е Карабао куп, дали е ЕФА куп, дали е било пријателски надпревар, тие сакаат да го победат. Мене многу ми се свиѓа односот на Ливерпул како екипа и им посакувам многу среќа, иако не верувам дека во наредниве 10 години нешто ќе направат, не знам, како Ливерпул, односно како Реал последниве 10. А Реал од друга страна, Реал од секогаш биле тука, ќе бидат на врвот и мислам дека она што го покажа оваа сезона во однос на колку ги дигнаа стандардите за тоа што треба еден клуб да биде, мислам дека тоа ќе им остане уште многу долго. А тука некаде веќе мислам дека е време да ставиме крај, бидејќи немаат ни нашите камери батерија, ни ние немаме трпение. Точно. Океј сме? Океј сме. Да. Момци, што имате да им порачате на нашите верни фанови? Ја Тони Крос го гледав интервју еднаш што даде, што си отиде од сред интервју затоа што новинарот му постави 2 глупи прашања, така да до нашите фанови би ги поздравил, не поставувајте глупи прашања и продолжете да не сакате. Гледате скратен корнер, следете не, споделувајте не, јадете рустикана. И ја треба погласна збора порака за себе. Да. Кире? Имам... На Кире новиот дрес. Да, мојот нов дрес само што го ишкартав со пенкало. Што имам да кажам, останете со скратен корнер, бидејќи за летово спремаме многу интересни работи кои што не сакате да ги пропуштите дефинитивно. Малку ќе одмориме од стандарден концепт на епизоди и ќе ви понудиме нешто ново и свежо. Најдете на социјалните мрежи секаде, нели секако би ни било многу драго доколку не лајкнете, не сабскрајбнете секаде. И гледајте фудбал, бидејќи реално е втората најдобра работа во светот. Првата нема да ја кажам, бидејќи не е безбедна за во етер. Пари. What he said. Да го пукаш. Да.